Добар ден, ученици. Јас сум Зденка Димиќ и доаѓам од Основното училиште Кочо Рацин од Куманово. Денеска за предметот биологија за 8 одделение ќе се запознаеме со наставна единица нервен систем, рецептори за звук. Кои се цели на часот? Како прво, учениците да знаат за местоположбата на сетилото за слух и да ги разликуваат со останалите делови на слушниот апарат, да може да го опишат патот на звучните бранови од изворот до слушните рецептори и да знаат за улогата на рецепторите за рамнотежа. Ухото представува сетилен орган кој реагира и ги прима звучните дразби од надворешната средина, но во него исто така е сместено и сетилото за рамнотежа кое дава информации за поставеноста на телото во просторот, односно за рамнотежа на телото. Анатомски, ухото е поделено на 3 дела: надворешно уво, средно уво и внатрешно уво. Надворешното уво е градено од ушна школка. Како изгледа? Тоа е всушност една раскавица која што е прекриена, обвиткана со кожа. Ушната школка продолжува во слушен канал, кој на крајот завршува со ушно тапанче. Странично, во ушниот канал има влакненца кои ги задржуваат нечистотиите кои што навлегуваат во увото и така го заштитуваат, но има и многу така наречени церуминозни жлезди, кои што лачат масна материја или церумен, кој исто така има заштитна улога. Средното уво е после надворешното уво, тоа се наоѓа во празнина на слепоочната коска, гледате овдека малку е подлабоко сместено, и внатрешноста на средното уво е исполнето со воздух. За средното уво е карактеристично што во него се наоѓаат најмалите коски, така наречени слушни ковчиња. Еве ги овдека како се одвоени, значи имаме чеканче, наковална и узенгија, и еве овдека како се поставени, еве го слушното тапанче и на него се надоврзуваат овие слушни ковчиња. Инаку слушните ковчиња меѓусебно се зглобно поврзани. Чеканчето е поврзано со ушното тапанче, значи еве оваа слика овдека, гледате како убаво се гледа како е поврзано, а узенгијата е поврзано со внатрешното уво. Значи овој простор овдека на средното уво е исполнет со воздух. Средното уво преку едно каналче е поврзано, тоа каналче се нарекува Евстахиева цевка или туба, е поврзано со грлото и има еве овдека или овдека од тука, па понатаму е поврзано со грлото и игра улога во изедначување на притисокот од надворешната средина со притисокот во средното уво, и тоа е еден заштитен механизам за да не дојде до пукање на ушното тапанче. Внатрешното уво се наоѓа подлабоко во слепоочната коска, сместено во една комора и е исполнето со лимфна течност во која плива кожен слушен полжав, наречен Кортиев орган. Внатре во полжавот исто така има лимфна течност и сетилни клетки, еве како изгледа внатрешноста, значи, сместени на натрешните ѕидови во овој полукружен канал, односно во Кортиевиот орган. Од овие сетилни клетки паѓаат нервни влакна, еве како изгледаат тие, значи секоја сетилна клетка, кои го градат слушниот нерв, кој оди во слепоочната зона на кората на големиот мозок, каде звучните сигнали се обработуваат. Значи, еве го тој, убаво е представен слушниот канал, еве ги овдека, баш изгледа како еден полжав, и погледнете како овие влакненца го формираат слушниот нерв. И еве една слика на целокупното уво, значи надворешното уво, еве ушната школка, слушниот канал, завршува слушно тапанче, еве ги слушните ковчиња, чеканче, наковална, стремен или узенгија, исполнето е со воздух, еве е Евстахиевата цевка и внатрешното уво подлабоко сместено во слепоочната коска со полжавче или Кортиевиот орган, и овдека се наоѓа исто така и сетилото за рамнотежа. Ова е слушниот нерв, а ова е нервот за рамнотежа. И сега да видиме како слушаме. Звучните бранови доаѓаат до ушната школка која ги насочува кон слушниот канал, и еве, значи, како доаѓаат и се пренесуваат, значи,
до слушното тапанче, настанува вибрирање на слушното тапанче и овие вибрации се пренесуваат на слушните копчиња. Гледате како тие реагираат. Сега не само што ги примаат овие вибрации, туку тие ги засилуваат, значи како една релена станица, при што вибрациите вака засилени се пренесување на лимфата, значи внатрешното уво е исполнето со течност. Лимфа, наречена уште ендолимфа, и ова лимфа уште и се наоѓа и во внатрешниот кортиевиот орган, значи и внатре исто така имаме лимфа, и преку неја звучната дразба се пренесува до слушниот орган, значи во кој се наоѓаат многу сетилни клетки, пред малку нешто ги гледавме, кои поседуваат долги тенки влакненца, кои вибрираат при точно определена висина на звучниот дран. Вибрациите на влакненцата се пренесуваат на слушниот нерв како нервен импулс, значи веќе овие дразби се преведуваат како нервен импулс и еве ги овдека како се пренесуваат преку слушниот нерв и се испраќаат во мозокот каде дразбата се обработува и ние стануваме свесни за добиениот звук. Се разбира сега индивидуално, звукот може да биде пријатен за ухото или непријатен, зависи и висината, може да бидат многу силни звуци кои што ние ги одредуваме како бучава, значи на едно градилиште каде што имаме градежни машини, сигурно дека звуците нема да бидат пријатни. Или ако слушаме музика, во зависност од тоа дали музиката е со какви звуци, може да не биде пријатна или непријатна, сигурно дека во едно диско каде што младите слушаат многу по-силна музика, за повозрастните тоа нема да биде пријатна дразба, ама индивидуално за младите ќе се регистрира како пријатна дразба. Што се однесува до внатрешното уво, во него е сместено и сетилото за рамнотежа. Тоа е изградено од 3 полукружни каналчиња или урчиња, кои исто така се исполнети со течност со лимфа, како и внатрешното уво, во која пливаат ситни кристали, а на натрешните ѕидови, овдека во овие полукружни каналчиња и урчиња се наоѓаат сетилни клетки. Трите полукружни каналчиња се поставени по даголо 90 степени и даваат дразба за поставеноста на главата, а со тоа и на телото во трите димензии: висина, ширина и длабочина во просторот. При секое поместување на телото, овие кристали ја променуваат положбата, делуваат на сетилните клетки кои дразбата ја пренесуваат до сетилниот нерв, а тој ја носи дразбата до центрите во малиот мозок, кој дава наредба на мускулите да се врати телото во нормална положба. Значи имаме различни ситуации кога телото различно е поставено во просторот, така да сигурно дека веднаш добиваме известување од малиот мозок во каква положба се наоѓаме и се настојува, се дава веднаш повратен сигнал преку моторните нерви во мускулите да телото се врати во нормална позиција. Овдека ги гледаме тие клетки, нивните влакненца и овие куполи и кристали, кои што при променување на положбата на телото од нормална вертикална позиција се поместуваат лево, десно, значи, и даваат информации за поставеноста на телото. Сетилото за слух и рамнотежа, ова се многу значени сетила за телото, затоа што со нив слушаме и добиваме информации за телото во просторот, но и информации од околната средина. Затоа треба да ги чуваме и редовно да одржуваме хигиена во смисол на тоа да правилно се чисти ушниот канал, но сигурно не со остри предмети. Има вакви специјални чепкавки, па дури и лекарите кои што се специализирани за преглед на ушите не ги препорачуваат, затоа што може да дојде до туркање на ушната маст, да таа се пренесе до слушното тапаче, да притиска и ако трае подолг временски период може да го оштети тапанчето, да предизвика негово пукање или намалување на слухот. Да се води сметка за заштита од заразни заболувања, гнојна ангина, кивавица, разни вирози, затоа што преку евстахиевата цевка може да се пренесе болести во средното уво и да настанат инфекции или посериозни оштетувања кои може да доведат до намалување или губење на слухот. Сетилото треба за слух да се заштитува од силна бучава, гласна музика, силни звуци, експлозии и така натаму. Посебно при силни
звуци или експлозии, треба да се отвори устата за да дојде до изедначување на притисокот од надворешната страна со притисокот во средното уво и да не дојде до пукање на слушното такмаче. Значи, кога се симнувате од планина, ќе дојде до кукање или зуење на увото, значи треба во тој момент да отворите уста, да голтате воздух, за да може тој воздух со оној притисок кој е карактеристичен за надворешната средина, да дојде до средното уво преку евстахиевата цевка, односно туба, и да се изедначи со воздухот кој што се наоѓа во, односно притисокот на воздухот во средното уво, и на ваков начин се спречува пукањето на слушното такмаче. Значи, еден вид на заштитен механизам. Јас ви благодарам на вниманието.